Почитувани, општина Кавадарци во последните неколку години бележи голем економски раст. Прогресивното развивање на општина Кавадарци во поглед на позитивните економски случувања, подобреното општество во кое младите наоѓаат простор за градење кариера и напредок, доведе до идеја за еден ваков проект се со цел да се помогне да се подигне квалитетот на живење во нашата општина. Во време кога градовите се соочуваат со огромни економски и еколошки предизвици, токму технологијата може да биде клучен фактор за надминување на градските проблеми и унапредување на урбаното живење. Од тука и идејата за воведување на систем по концепт на паметни градови по пример на европските и светските метрополи. Концептот на паметни градови се однесува на користењето на напредни дигитални технологии за оптимизирање на градските ресурси, намалување на трошоците, подобрување на квалитетот на животот и обезбедување на подобри услуги кон граѓаните. Планираме да го олестиме целокупното функционирање на општинската администрација, услуги кои ги нуди општината да бидат едноставни, лесно разбирливи, лесно одржливи и забрзување на сите процеси со цел да допринесеме за поквалитетен живот во општина Кавадарци. Со целокупниот проект на паметни градови се офатени и процизирани повеќе области и проекти и тоа. Кол центар, кој официјално почна да функционира од пред 10 дена, се наоѓа во посебна просторија во општинската зграда, центар во кој ќе се обработуваат повеќе типови на податци, ќе се примаат повици од граѓаните, се поврзани со сите поважни субјекти во интеграција на општината, со одделението Мој општинар, ЈП Комуналец Кавадарци, ЈП Паркинг Кавадарци, противпожарна единица Кавадарци. Со се поголемиот раст и напредок на општината произлегуваат и негативни последици. Статистички, бројот на прекршочни пријави е евидентиран од општинските служби, комунални инспектори, пријави од граѓани за сторени разни дела, како оштетување на општински имот, оштетување на зелени површини, оштетување на урбана опрема која е во собственост на општината, секоја година се повеќе расте. Статистички се земени мерења од претходните 2 години. Секоја година ваквите типови на оштетување општината ја чинат од 3 милиони до 6 милиони денари, што не е воопшто средства за занемарување. Од тука бевме поттикнати за воведување на доста сериозен и комплексен проект кој е во завршна фаза и е планирано да опочне со официјална работа, односно воспоставување на видеонадзор на територијата на општина Кавадарци. Со овој проект ќе бидат опфатени околу 20 локации во градот, како и влезовите на општина Кавадарци. Видеонадзорот се поставува исклучиво и само заради исполнување на целата, односно целите кои се однесуваат на заштита на зелени површини, заштита на имотот на собственост на општината, заштита на пешачки патеки, тротоари, сообраќајни знаци и семафори, заштита од стварање на диви депонии. Пропишани во надлежностите на општините во Законот за локална самоуправа. Мониторингот на видеонадзорот ќе се врши во кол центарот на општина Кавадарци. Овој систем ќе се реализира по терк и законски прописи и правила кои ги наложуваат надлежните државни институции. Сите локации каде што ќе се врши видеонадзор ќе бидат видно обележани со информација дека се врши видеонадзор. Како втора фаза е планирано да се потпочне со регулација на сообраќајот, броење на возила поради статистички мерења и целокупна координација со ПС ОН Кавадарци. Друг проект кој е веќе потполно функционален, воведовме систем за радиокомуникацијска врска со дигитален предавател и посебна фреквенција во собственост на општината. Со овој систем се поврзани одделението Мој општинар, ЈП Комуналец Кавадарци, ЈП Паркинг Кавадарци, противпожарна единица Кавадарци. Кол центарот, за да може да се интервенира во најбрз можен рок, кога се во прашање дефекти, пожари, манифестации, културни и спортски настани. Во текли имплементација на софтвер за евиденција на подземен катастар со потполна евиденција на сите подземни инсталации кои ги вршат надлежните институции со такви овластувања во целосна корелација со ЈП Комуналец од Кавадарци.
Во општина Кавадарци исто така е во тек имплементација на софтверско решение кој ќе се врши попис и статистика на сите зелени површини на територија на општина Кавадарци заради заштита и планирање на зеленилото. Ќе бидат офатени дрва, грмушки, зелени површини и цветни насади со атрибути. Топологија на видот на растенијата утврдено со неговото латинско и народно име, висината на дрвата, ширина на крошна старост, потребна интервенција за кастање или сечење со точна GPS локација и евиденција на метри квадратни по зелени површини. Направивме проект собствено исцртување на општина Кавадарци, односно на сите главни сообраќајници во Google Street View, каде што може да се прави разгледување во 360 степени достапно за сите граѓани. Комплетно воведовме нов систем за евиденција на данок на имот, синхронизиран со официјални податци од Катастар на Република Северна Македонија. Наредната година планираме да го надоградиме овој систем и да воведеме онлайн плаќање за данок на имот и онлайн проверка на заостанак долг за граѓаните. Од почетокот на наредната година планираме во склоп на овие системи софтвер за граѓаните сами да пријавуваат проблеми по електронски пат и поставуваат прашања кои се во ингеренции на општината. Секој од овие проекти, од кои некои се реализирани, некои се во завршна фаза и планираните за воиднина се во потполна синхронизација, координација со кол центарот, за кој подетални информации како функционира ќе ви даде мојот колега. Благодарам. Почитувани, денеска пред јавност општина Кавадарци го промовира новиот проект наречен Кол центар како нова услуга кон граѓаните на општина Кавадарци. Се работи за двонасочна комуникација помеѓу граѓаните и локалната самоуправа Кавадарци преку повикувачкиот број 13300. Кол центарот ќе работи 24 часа дневно, 7 дена во неделата и преку повикувачкиот дежурен број 13300 граѓаните во секое време може да се јават, да пријават проблем, да достават информација или пак да постават некое прашање. Кол центарот како центар е поврзан со преку радиоврска со јавно предпријатие Комунарец, територијална противпожарна единица Кавадарци, јавно предпријатие Паркинзи и општинската служба Мој општинар. Значи целата на функционирањето на кол центарот е да се прибираат информации како од граѓаните, така и од терен, навремено да се реагира. Сите тие информации податоци собрани преку телефонскиот број се евидентираат во посебен систем и автоматски се распоредуваат до надлежните служби во зависност од типот и видот на информацијата. На тој начин, општина Кавадарци, односно локална самоуправа Кавадарци, ќе има увид во своето работење, односно во ефикасноста на своето работење, ќе има увид во пријавите и проблемите на граѓаните, дали тие пријави или проблеми се решени навремено и дали е доставена навремена информација кон граѓаните. Кол центарот, односно резултат на работењето на кол центарот е исто така и да се даде можност на граѓаните на општина Кавадарци со своите информации да помогнат во реализација на идејата Кавадарци да стане поубаво и побезбедно место за живење. Почитувани, Кавадарци како општина и како град станува модерно и урбано место за живење. Со нашето функционирање како градоначалник и општина и локална самоуправа, заедно со службите, успеавме многу проекти да ги спроведиме. Кога викаме Кавадарци станува урбан град и модерно место за живење, сето ова што претходно моите колеги го искажаа и напорно година дена работеа на овие проекти, кои што нема да ги повторам, само ќе ги анализирам, станува збор за едни крупни, макотрпни и модерни проекти. Кавадарци добива кол центар, каде што ќе може 24 часа кроз 7 во неделата граѓаните да се обратат и да ги проверат нивните проблеми со локалната самоуправа. Тој кол центар е на највисоко ниво поставен во координација со сите јавни предпријатија во делот на општина Кавадарци и во соработката помеѓу јавните предпријатија и самите граѓани. Така да од денеска натаки со 13300 ги решаваме досегашните проблеми и заблуди во делот на граѓаните за викенди, во ноќните часови кога имаат проблеми, дали е со улично осветлување, дали е со водовод, канализација.
каде да се јават. Тоа е единствениот број каде што не треба ниту привилегија, ниту познавање, него само треба да се сврти 13300 и да се реши проблемот во општина Кавадаци. Општина Кавадаци има добра корелација и одлична соработка со сите јавни предпријатија и со полициска станица од општа надлежност. Сакам тука да потенцирам и да додадам дека со видеонадзорот, кој што во најбрз можен рок ќе почне да работи, ние како град ќе ја зголеме безбедноста на самите граѓани, заштита и на нивните имоти и на секојдневното функционирање, меѓутоа пред се заштитата на урбаната опрема и собственоста на општина Кавадаци. Зелени површини и сите останати урбани средини и јавни површини во општина Кавадаци. Општина Кавадаци покрај другото има изработено SCADA систем за онлайн наблюдување и надгледување на водоснабдувањето на град Кавадаци. Во секој момент во кол центарот имаме инсталирано екран со SCADA систем, каде што знаеме колку имаме резерви на вода во резервоарите, колку имаме доток на вода и во кој момент, која зона колку има потрошувачка и нормално вклучувајќи го и притисокот на целокупната водоводна мрежа. Од тука можеме да делуваме и за појачување и за намалување на притисокот, а нормално да превентираме или евентираме навремени дефекти при водоснабдувањето со единствена цел град Кавадаци и општина Кавадаци никогаш да не дојде до рестрикција, а тоа го покажав и последната година дена дека ниту во еден момент граѓаните не ги оставивме во рестрикција за водоснабдување. Општина Кавадаци има инсталирано GPS комуникација со јавното предпријатие Комуналец, а секое возило комунално при јавното предпријатие Комуналец има GPS комуникација со кол центарот, кое возило во кој момент, каде се наоѓа и како се ја завршува неговата функција и обврска во интерес на јавната средина на општина Кавадаци. Исто сакам да потенцирам да кажем дека овој кол центар во идно време ќе биде дограден и со комплетна онлайн мониторинг и движење на гасификацијата, така да општина Кавадаци од јануари месец ќе може, доколку се донеси гасификација до град Кавадаци, да почне со изградба на примарна и секундарна мрежа, каде што ќе треба да имаме исто така наблюдување на гасификацијата. Општина Кавадаци преку овој кол центар ќе може во идно време со доработка на проектот и физибилити студијата комплетно да го контролира целокупното улично осветлување во градот Кавадаци и во руралните средини и во целокупната општина. Тоа значи дека по GPS систем ќе се палат светилките и по GPS систем ќе се гаснат, односно ќе заштедиме многу во оној празен временски период кога пред време или после време се гасат светилките, а и нормално дефектите и сите испади на линиите ќе ги дознаваме први како кол центар да не биде на штета на граѓаните. Ова е една ситуација каде што општина Кавадаци, вклучувајќи го проектот Мој општинар, произлезе да направи уште еден сектор во општина Кавадаци, а тоа е сектор за техничко-технолошка поддршка на општината на граѓаните со две одделенија. Едното одделение е Мој општинар, другото одделение е за техничка поддршка на целокупното функционирање на јавните предпријатија и на целата општина. Ја мислам дека како општина, за прва општина во нашата држава која што ги има овој сектор и овие две одделенија, дека ќе бидеме примери, дека другите општини се надевам ќе преземат дел од нашите проекти, за тоа што ова е правиот начин како на граѓаните да удоволи и во секој момент да имаат достапност и транспарентност према општината. Сакам да го поздравам проектот, сакам да ги поздравам колегите кои што напорно работеа и сакам да потенцирам да кажам дека општина Кавадаци 50% од скупните софтвери и програми ги има изработено со собствен кадар, со собствени ресурси, така да овие проекти до сега нас те коштаат околу 4,5 милиона денари, што е една минимална занемарлива сума во однос на она што го добиваат и граѓаните, меѓу и тоа што го добива општината. Сакам да потенцирам да кажам дека овој проект во идно време со законските регулативи и со промените на нашите безбедносни мерки и овластувања, дека полициската станица од општина Кавадаци во едно време истиот систем со мало надоградување и со дозвола ќе може да се користи и за сообраќајно регулирање, меѓутоа ќе можеме да инсталираме и сензори и камери дополнителни за безбедност во сообраќајот и прекршци кои што
што се случуваат во територијата на општина Кавадарци, да може и санкционирањето и предупредувањето на возачите да биде на некој начин подигнуто на повисоко ниво. Благодарам.